Добро вечер. Не знам дали се согласувате со насловот на оваа емисија што го видовте на екранот. Повод да го ставам тој наслов е мотивиран од она што го добив како сознание во четвртокот на 15 мај на пресконференцијата на која што претседателот на Македонската православна заедница од Австралија објави дека Синодот на Македонската православна црква донел одлука за формирање епархија на седмиот континент. Самиот факт дека Синодот донел одлука за формирање на посебна епархија, а од друга страна му дозволил на до тогашниот надлежен архиерей владиката Петар да има и паралелна своја епархија таму, докажува дека македонските делби се правило, а не се исклучок. За да ги објасниме овие феномени, ја подготвив оваа емисија и имав намера низ една дебата на спротивставени мислења да дојдеме до заклучокот како оваа состојба да се надмине. За да се реализира тоа, поканив двајца соговорници. Од една страна го поканив митрополитот Петар да дојде во оваа емисија и да се спротивстави на ставовите на претседателот на Македонската православна заедница од Австралија Игор Аврамовски Александров. Митрополитот Петар ја одби поканата со образложение дека тој има своји новинари и со нив ќе разговара и дека ние не сме му соодветни соговорници. Затоа вечерва ќе разговарам само со мојот гостин, што добро го познавате. Добро вечер за Игор Аврамовски Александров, претседател на Македонската православна заедница од Австралија. Добро вечер. Првото прашање, Игор, што ми се наметнува е многу едноставно. После таа пресконференција на која што објави дека Синодот донел одлука за формирање на паралелна православна епархија во Австралија, се почувствува како победник или како поразен? Вака, Синодот не донел се уште одлука за формирање на втора епархија во Австралија. Веројатно тоа е и веќе сигурно. Синодот одлучи де факто да ја подели епархијата со тоа што во декември 2012 кога ние инсистиравме владиката Петар да биде целосно повлечен и да има еден владика за Австралија кој што ќе ги обедини сите цркви во една регистрирана епархија, Синодот на крајот заради разни притисоци не се покаже немоќен тоа да го оствари и му дозволи на владиката Петар да продолжи понатаму да владее со оние 13 храмови кои што на некој начин ги ставил под своја лична контрола. 8 од нив се на име на поединци, како нивна лична законска собственост, иако тој тврди дека се тие старатели. 5 од нив се собственост на инкорпорирани асоцијации или како што самиот ги нарекува компании, значи регистрирани на ист начин како и нашите општини, но со тоа што таму воспоставил контрола врз членството, го протерал тоа членство кое што може да го повика на одговорност за било што и ги оставил само аминџиите кои што никогаш нема да му постават никакво прашање во однос на материјалното работење. Но што е најболно за нас, под негова надлежност Синодот ја остави црковната општина Света Петка од Сиднеј, Роктейл, против која што тој водеше 16 годишен спор за да го одземе имотот, не успеа на крај во неговите намери, успеа во некои споредни точки за кои што немаше ни да дојде, кои што немаше ни да бидат предмет на спор ако тој на почетокот него го побараше имотот. И сега таму отвора нова тужба со која што сака да протера 891 од вкупно 897 актуелни членови на црковната општина, за да остане со тие 6 мина кои што ги смета за негови приврзаници, плюс уште некој можеби ќе додаде, што ќе му овозможи да го препише имотот на свое лично име или на име на поединци од него определени преку Генерално собрание. А Генерално собрание може да направат оние 7-8 членови кои што ќе останат редовни членови на општината, ако му успее новиот судски процес. Значи, ние не можеме да бидеме задоволни што Синодот дозволил да продолжи Петар по тој пат, пред се затоа што залудно се фрлаат милиони на адвокатски трошоци. До милионите подоцна. Сега за овој спор само што за кој што е закажано рочиште од 3 дена,
се очекува вкупните трошоци на двете страни по проценка на адвокатите на членството кое што тој го тужи, вкупните трошоци на двете страни да бидат некаде околу $360,000, вклучувајќи ги подготовките се разбира. А може да продолжи и понатаму, нема гаранција дека ќе заврши за 3 дена, можно е да има потреба од дополнително одложување. Значи, Синодот дозволи една ситуација во која што Петар може и понатаму да прави пустош во македонската заедница во Австралија на сметка на Македонската православна црква. Не само материјална сметка, туку и на сметка на угледот на Македонската православна црква. Но на пресконференцијата, што е повод за оваа емисија, ти изјави дека одлуката на Синодот што треба да ја донесе за формирање посебна епархија во Австралија е од историско значење. Во што е историското значење? Тука не станува збор за посебна епархија, тука станува збор за прва епархија во Австралија која што би била регистрирана како правно лице, како што предвидува Уставот на Македонската православна црква според член 172. Значи Македонската православна црква не е едно единствено правно лице, туку е религија, организација која што е сочинета од повеќе правни лица. Меѓу тие правни лица се епархиите. Затоа и овдека во Македонија секоја епархија автономно, независно си функционира внатрешно, затоа што сите тие се посебни правни лица. А барем во однос на диаспората и црковните општини се самоуправни единици на Македонската православна црква регистрирани како посебни правни лица, што во нашиот случај значи невладини, непрофитни организации на верниците кои што ја основале таа црковна општина. Нема акционери, значи нема поединци кои што се сопственици, туку организацијата преку своето членство кој што постојано се менува, си е директен сопственик на имотите. Значи таква епархија како што предвидува Уставот на МПЦ досега во Австралија немало. Од тој аспект ние се обидовме да ја направиме, ние како заедница се обидовме да регистрираме на неколку пати таква епархија, но немаше благослов од Синодот, не застана владика начело на таквата епархија, што значи дека не може да се смета дека била епархија на МПЦ. Значи тука станува збор за регистрирање на една и единствена македонска православна епархија во Австралија, која што ќе биде правно лице во Австралија. Петар ниту се обидел, ниту сака неговата епархија да ја регистрира како посебно правно лице во Австралија според општите норми за регистрирање на непрофитни организации во Австралија, затоа што тогаш ќе треба да носи одговорност, транспарентно да функционира со одговорност пред членството на епархијата, односно црковните општини како членки на епархијата кои што и внатрешно си имаат своји демократски структури каде што управните одбори треба да сносат одговорност пред членството за финансиското управување. Значи тој воопшто не се ни обидува да регистрира таква епархија во Австралија, ниту сака ние да регистрираме. Ако се направи тоа, тогаш тој ќе нема изговор да ги става имотите под негово лично име или под лично име на негови попови приврзаници кои што ќе може да прават што сакаат со имотот под оправдување дека тие најдобро знаат што е најдобро за МПЦ. Живееме во 21. век, време на брзи и масовни комуникации. Веројатно имаш некои информации каков е одгласот на твојата пресконференција меѓу твоите членови во Австралија. Дали доби некој податок? За сега реакцијата, барем за оние црковни општини кои што би влегле во новата епархија, доколку таа се регистрира, тие се 12 црковни општини кои што меѓу себе имаат 14 храмови. Генерално одзивот е позитивен. Сега допрва треба да се види како ќе реагира Синодот на она што ќе му биде предложено, она што сме го согласиле како нацрт со владиката Тимотеј. Но има големо задоволство за тоа што Синодот не ја става и црковната општина Света Петка под надлежност на владиката Тимотеј, со што би прекинале сите судски спорови и таа би влегла во легитимна, во валидна епархија на Македонската православна црква. Веројатно некои интереси што се надвор од нашиот домет на сознание се во прашање и затоа можеби таа е оставена да биде и понатаму предмет на раздор. Па нема никакво официјално објаснување од Синодот зошто Света Петка треба да остане под негова юрисдикција и зошто треба да му се дозволи него и понатаму да тужи, да го протерува членството, да се обиде да го одзема имотот, кога оваа форма на организација, која што сега ја усогласивме како нацрт со владиката Тимотеј, подразбира дека имотите остануваат сопственост на црковните општини кои што
ги основале во согласно со уставот на МПЦ и дека тие црковни општини се членки на една епархија како афилиација, како федерација на црковните општини во која што сите црковни општини вложуваат дел од својот буџет. Значи, кога веќе се докажува дека може така во согласно со уставот да функционира една епархија, кога владиката Тимотеј го потврдува тоа со неговата согласност за нацртот, нема никаква логична причина за да се дозволи Петар и понатаму да троши милиони или $100,000 народни пари, кои што се всушност на крајот на краиштата пари на Македонската православна црква, на органи на Македонската православна црква, и понатаму да се трошат за да се задоволува неговата суета, неговата мегаломанија или да се задоволува неговиот инет. Една книга, се сеќавам, под наслов "Подрумите на Ватикан". Никој не се запрашал кои се подрумите на Македонската православна црква. Може би има нешто што е вон светлината на денот, па тоа ги движи овие интереси. Па јас имам мои предпоставки за што станува збор. Но на предпоставки да не градиме заклучоци. Од неформални разговори знам дека станува збор за уцени и закани од страна на владиката Петар, дека знам дека во минатото се заканувал со раскол доколку синодот го повлече од австралиската епархија, од Австралија како надлежен архиереј. Дури јавно има упатувано такви закани дека ако тој биде повлечен, дека ќе згасне епархијата на МПЦ во Австралија. Знам дека имаше притисоци и од владеачката партија ВМРО ДПМН во декември 2012, токму на денот кога се одржуваше седницата на која што синодот требаше да одлучи дали ќе го повлече целосно Петар од Австралија, и кога на крајот синодот одлучи да ја подели епархијата токму според границите кои што ги предложи Петар, а кои што ВМРО ДПМН преку своје соопштенија за јавноста ги поддржа. Тоа значи дека некои работи се случуваат и вон светлината на денот. Под кој назив ќе биде регистрирана вашата епархија во Австралија? Тоа е една точка за која што ќе треба синодот да разговара, бидејќи синодот... А што е договорено во нацртот? Како нацрт? Па отворени сме на неколку опции. Ако веќе синодот одлучил да има две епархии во Австралија, а тие две епархии не се поделени според јасни географски граници, значи и двете епархии ќе имаат своји храмови во сите федерални држави на Австралија. А во тој случај кога нема јасна географска поделба на епархиите, што е инаку норма во православието, моментално нашиот предлог е епархијата на владиката Тимотеј да се вика Македонска православна епархија за Австралија цртичка Сиднеј, затоа што седиштето би било во Сиднеј, а другата да биде Македонска православна епархија за Австралија Мелбурн, затоа што седиштето веќе и е во Мелбурн, и плюс тоа повеќето храмови кои што се дел од таа епархија, нерегистрирана епархија, се во Мелбурн. Во неколку наврати го спомна владиката Тимотеј, кој со кого вршевте усогласување на нацртот на оваа одлука што треба да ја донесе синодот. Владиката Тимотеј и владиката Петар се рамноправни членови во синодот. Ако се реализира таа одлука, може да претпоставите какви ќе бидат нивните односи во синодот, бидејќи сега ќе дојдат во една спротивставена позиција? Па не можам да кажам какви ќе бидат нивните односи. Мислам дека сепак генерално постои голема таинственост за внатрешните работи на синодот и односите меѓу владиците, но знам дека владиката Петар отворено на неколку пати се обидува да го обвинува владиката Тимотеј за сите своји проблеми во Австралија. Дедо Тимотеј не е таков карактер кој што навлегува во такви јавни препукувања, не се спушта на негово ниво, но Петар и понатаму ќе продолжи тоа да го прави како што го правел и во минатото. Мислам, јавна тајна во Австралија е дека до 90, некаде 94-95, кога претходно Тимотеј беше надлежен за цела Австралија, дека владиката Петар активно соработуваше со оние црковни општини кои што сака да биде сменет владиката Тимотеј, дека едноставно учествуваше во заговор за смена, за повлекување на владиката Тимотеј, за да може он да дојде да седне на негово место. Значи византиски игри, а? Да, а после тоа, како врв на неговата хипокритичност, кога се соочи со отпор токму од оние општини кои што во соработка со него бараа смена на владиката Тимотеј, повеќе од политички причини отколку било што друго,
кога токму тие општини му пружија отпор во однос на неговото барање за узурпација на имотите и средствата, тогаш почна јавно да го обвинува дедо Тимотеј дека тој му правил проблеми во Австралија, тој му е растурал епархијата. Мислам, што да се каже, не може да се соочи со сопствената одговорност за проблемите и секогаш се обидува да ја префали на некој друг. За гледачи што може би не се упатени најдобро во темата за која што разговараме, можеш ли да ги објасниш правилата и принципите врз кои што е организирана Македонската православна заедница во Австралија со која ти раководиш? Па станува збор за јас пред се сум генерален раководител на Македонска православна заедница за Австралија, чие седиште е во Сиднеј. Има два своји храма, има културен центар, има канцелариски простори кои што ги користат различни македонски организации по потреба, каде што се собираат македонците, каде што одржуваат некаков заеднички живот како етничка заедница. Таа црковна општина се занимава со сите прашања што се од интерес на задржување на македонскиот етнички идентитет во Австралија, на зачувување и ширење на македонскиот јазик во Австралија, македонската култура, македонска литература, застапување на правата и интересите на етничките македонци не само во Австралија, туку и во Македонија, особено во деловите на Македонија под Грција, Бугарија, Албанија, но и овдека. Таа заедница постои како регистрирана организација уште од 71 година. Учесник била во сите клучни активности на македонската заедница во Австралија, не само учесник, туку и предводник за заштита на македонскиот идентитет од нападите со кои што сме се соочувале од страна на Србија, на Грција, на Бугарија. Сите демонстрации кои што се организирани во Сиднеј, барем откако јас учествувам на тие демонстрации и во таа организација од 92 година наому, предводник е на сите тие демонстрации. Истото беше случај кога ги застапувавме интересите на Македонија и македонскиот народ во 2001 година. Кога беше Македонија нападната? Да, кога се случуваат терористичките напади од страна на големо албанските сепаратисти. И тогаш ние бевме главни организатори на најголемиот протест во Сиднеј, мислам дека околу 10.000 души имаше на тој протест пред Американската амбасада. Заедно со црковната општина Света Петка собиравме средства за поддршка на жртвите од тероризмот во тој период. Мислам дека некаде околу $450,000 се собраа во рок од еден месец само во Сиднеј преку нашата општина и црковната општина Света Петка, кои што беа делумно дистрибуирани по семејствата на ранети и загинати војници. За жал од полицијата не можевме да добиеме податоци за директно до семејствата да испратиме средства. Ја финансиравме и онаа скромна кампања, медиумска кампања против усвојување и ратификација на рамковниот договор, кој што сметаме дека е еден од најштетните чинови кој што е направен во новата историја на македонскиот народ од страна на наши политичари, чин на капитулација. Финансиери бевме и на блокадата на границата со Косово, чија намена беше да се вратат раселените македонци, мислам, меѓународната заедница да помогне за враќање на раселените македонци од оние делови на Македонија каде што беа предмет на етничко чистење и за враќање на киднапираните македонци во тој период. Тоа се само некои примери на активностите со кои што се занимаваме. Значи станува збор за општа етничка организација, не само за верска организација. За ваква активност што сега ја кажа во неколку наврати, се уште синодот не може да свати кој ги штити интересите на македонците таму? Проблемот е во тоа што значи јас зборувам сега за една општина во Сиднеј со која што директно раководам, но такви имаме уште 11 во рамките на овие кои што се под надлежност на владиката Тимотеј, плюс црковната општина Света Петка со која што исто така соработуваме. И пред да настане расколот кој што го наметна владиката Петар, во тој сојуз на општини кои што заеднички ги промовираа македонските национални интереси, ако можам во кратки црти така да го објаснам тоа,
имаше 24 црковни општини кои што заеднички учествуваа во таквите активности, сега учествуваат само оние кои што се под надлежност на владиката Тимотеј и црковната општина Света Петка, колку што може со оглед на судските спорови со кои што е соочена. Но мислам дека тоа што македонската заедница во Австралија преку црковните општини е само организирана за такви активности кои што често им пречат на политичарите во Македонија, кои што често водат политика која што ние сметаме дека е спротивна на македонските национални интереси, спротивна на правдата, спротивна на човековите права и слободи. Мислам дека токму поради таа политика и се случувало властите во Република Македонија и од двете поголеми партии да не гледаат благонаклоно, да соработуваат со Петар во неговите обиди или да не стави под контрола или да не уништи, за да немаме моќ да се самоорганизираме по такви прашања. Ајде да се вратиме сега малку на генезата на донесување на оваа одлука што ја очекувате од Синодот за поделба на македонските православни верници во Австралија на две епархии. Колку време помина од почетокот на таа иницијатива? Од почетокот на иницијативата да се подели епархијата? Па дури дојдовте до овој нацрт што го усогласивте со Тимотеј. Мислам дека одлуката Синодот ја донесе на 12 декември 2012 година. Но работата, пред тоа на прашањето е колку време се боревте за да дојдете до таа одлука? А колку време се боревме? Па ние се бориме веќе од 96 или 97 година, кога почна судската постапка против Света Петка. Тогаш владиката Петар водеше судски постапки и против други општини, тие пократко траја. Имаше и други методи кои што ги употребуваше за да узурпира некои имоти, например со уцена дека ако не му ги предадат имотите и парите, ќе им ги повлече свештениците, ќе ги остави храмовите без свештеници. На некои места тоа го спроведе и затоа бевме принудени независно да ангажираме свештеници од Македонија, кои што потоа ги прогласи за расчинети заради непослушност кон него. Во некои општини самите ги сменија свештениците затоа што не сакаа да дозволат да дојдат до степен да им останат храмовите без свештеник. Стадото без значи, овчар, по уцените ги самите си назначија своји свештеници. Во некои општини имаше и физички напади за окупација. Еден беше во Света Петка, еден во Свети Ѓорги во Мелбурн. Поповите на Петар собра банда хулиганска, мислам, тоа е. Се жалам што треба така да се изразам, но тоа и беа, кои што физички насилно ги нападнаа свештениците кои што служеа во тие црковни општини и влегоа во црквите и буквално ги окупираа и требаше да се оди на суд да се бараат судски налози за да бидат повлечени. Значи тогаш во тој период ескалираше најмногу состојбата и од тогаш до сега борбата е непрекината. Иако некои општини кои што на почетокот беа со нас, сменија страна, кој од страв, кој од заведување, други па кои што беа со него им одзеде подолго време да се огледаат што застапува, па дојде на нашата страна. Се менуваа страните на почетокот. Додека се одвива овие негативни процеси таму во Австралија, како беше ставот на Синодот овдека? Имавте информација? Па за жал, додека беше жив архиепископот господин Михаел, имаше неколку одлуки со кои што тој се обиде да ги спречи судските постапки кои што па не само судските постапки, туку и повлекувањата на свештеници, уценувањата со повлекување на свештениците. Но пред да дедо Михаел почина пред да успее да стави крај на хајката на Петар. Тоа е познато. И после тоа имаше делегација на нашите заедници во Македонија. Мислам 15 црковни општини беа застапени во таа делегација кога почина архиепископот Михаел. Тогаш немаше архиепископ, преговаравме со сите владици. Повеќето ни ветија дека ќе го решат проблемот од како ќе се назначи нов архиепископ. И архиепископот Стефан, кога разговаравме тогаш со него пред да стане архиепископ, ни ветуваше дека митрополит Брегалнички, така беше? Ни ветуваше дека ако стане архиепископ ќе стави крај на судските спорови, ќе стави крај на прогласувањето на непослушничките цркви како обесчестени, на непослушните попови како расчинети. За жал, после тоа нешто се случи и Синодот
престана воопшто да комуницира или да со нас или воопшто да дискутира за проблемите во Австралија и му дозволи на Петар да прави што сака со години, додека не дојдовме во ситуација каде што бевме подготвени да основаме задгранична самоуправна Македонска православна црква во Австралија со македонски монах хиротонисан како владика од други православни цркви, која што ќе действуваше барем од административна гледна точка целосно независно од Светиот Синод. Дури тогаш кога беше известно дека ќе дојде до формирање на таква задгранична црква, Синодот донесе одлука да преговара директно со нас и да понуди оние општини кои што беа во спор со Петар да влезат под директна надлежност на Тоа Синодот. беше моментот кога пукна мразот и се отворија портите на Синодот за да разговарате за оваа тема? За жал да, за жал требаше да дојде до тој степен за да разговараме, но сепак таквата опасност се уште не е исклучена, се додека е Петар во Австралија и се додека продолжува да ја тероризира македонската заедница преку вакви постапки како судската постапка што ја води против Света Петка од Роктейл. Ете сега во неговото образложение зошто сака тие 891 членови да бидат протерани од членство во црковната општина Света Петка. Првин вели дека не може да бидат членови затоа што попот негов не ги признавал како членови, не биле на регистарот кој што попот треба да го одобри за членство во општината. А во образложението зошто не ги прифаќа, тврди дека не ги прифаќа затоа што биле само екскомуницирани со тоа што оделе на служби во црквата Свети Кирил и Методи во Сиднеј, која што сега е под надлежност на владиката Тимотеј, каде што служи свештеник кој што Петар го прогласил за расчинет само затоа што му откажал послушност кога Петар сакал да ги користи свештениците за рекетарство фактички. Пред година и нешто, ако добро се сеќавам, во ова студио беше гостин отец Никодимос Царкњас од Соботско од Егејска Македонија. Во разговорот со него тој ми кажа една интересна дефиниција дека проблемот со македонските верници во Австралија лежи во тоа што тие претежно се од егејскиот дел на Македонија после протерувањето од фашистичкиот режим во Грција. Кога дошле во Австралија, тие дошле во една земја во која што слободата и демократијата се на едно многу повисоко ниво и не можат да трпат такво византиско влијание на црквата. Дали и го делиш неговото мислење дека тука лежи проблемот на конфликтот верниците и клерот? Проблемот лежи во тоа што црковните општини во Австралија се самоорганизирани, значи автономно делуваат со своји средства, со своји сили ги изградиле храмовите, управуваат со нив според демократските принципи кои што се стандард за невладини организации во таа држава. А факт е дека првите такви црковни општини во Австралија се основани од македонците од егејскиот дел на Македонија. Сега тоа било проблем уште на времето за југословенските власти, затоа што не можеле да ги контролираат тие цркви во однос на нивната политика по македонското прашање. Барем во одредени периоди поголемиот дел од естаблишментот југословенски не сакаше воопшто да се отвора прашањето околу правата на македонците. Да. А нормално дека тие црковни општини, имајќи предвид кој ги основал, ќе се занимаваат со правата на македонците во егејскиот дел на Македонија. Нормално е дека тие нема да водат југословенска политика, туку ќе водат македонска политика. Значи тука е коренот на проблемот во однос на тоа зошто имало конфликт од секогаш до некаде барем помеѓу црковните општини во Австралија и Светиот Синод, но мислам дека од секогаш проблемот било што зад политиката на Синодот стоеле политичките структури во државата кои што сметале дека преку црквата може да воспостават контрола врз диаспората во Австралија. И мислам и тајните служби многу веќе сосема јасно дека тајните служби на Југославија, оние кои што работеле на разбивање или контролирање на српската, на хрватската, на македонската диаспора, која што имала политика спротивна на југословенската политика, биле соучесници во таквата политика, но никогаш никој пред Петар не отишол до таа крајност како него, за да ја наметне својата волја врз македонската заедница во Австралија. Никој не отишол до таа крајност. Јасно ми е. Сите владици до некаде се обидувале
да воспостават контрола, да ја наметнат својата волја, што може би е и природно, имајќи предвид дека таков им е и чинот. Но никој не отишол до таа крајност. Работата е во тоа што нормално е во една организација или во една институција каде што има толку голем број на луѓе кои што учествуваат на некој начин во раководењето, особено кога има повеќе правни лица во истата институција, да има затегања. Разни интереси има. Па да има затегања за превласт, да има затегања околу Кој тоа ќе го држи каде е на границата бродот, на правата и ингеренциите на сите учесници. Јасно. Но работата е дали ќе се дозволи насилничкиот однос на владиката да отиде до тој степен каде што веќе се уништува она што е создавано со децении во Австралија. И во оваа емисија, Игор, сите твои обвинувања ги упатуваш на адреса на владиката Петар и во некои твои претходни јавни настапи постојано укажуваш дека тој е основниот камен на кој што се сопнува Македонската православна црква во Австралија. Но владиката Петар пак тебе те обвинува на друг план. Вели дека раководиш со Македонската православна заедница во Австралија пред се од лични интереси. Точно е тоа? Па јас би сакал тој да има доволно доблест да седне на маса пред мене, па документирано и аргументирано да видиме кој од чии интереси работи со Македонската заедница во Австралија. Јас во Македонската православна заедница во Австралија работам доброволно од 17 годишна возраст. Прв пат се вработив професионално како генерален раководител на една од црковните општини во 2010 година. А во отпорот против деспотизмот на Петар учествувам од 96 година. Пред тоа бев еден од неговите поддржувачи, кога тој прво дојде во Австралија со демагогија, со измама, дека ќе почитува волјата на Македонската заедница во Австралија, дека ќе води патриотска политика, тогаш не му пречеше мојата работа во Македонската заедница во Австралија, тогаш не работев за лични интереси, тогаш сум работел за негови интереси, очигледно, па затоа не се лични. Откако почнав да пружам отпор на неправдите кои што тој не ги правеше само против општината во која што јас директно бев инволвиран, туку против другите црковни општини во Австралија, тогаш најаднаш му текна дека тоа го правам од лични интереси. Јас само можам да кажам дека за моите професионални ангажмани во заедницата во Австралија, јас одговарам пред управен одбор, сочинет од доброволци, избран од членско собрание на доброволци во црковната општина. И, не наметнат од никога. И интересите кои што јас ги застапувам во тој поглед ги дефинира црковната општина преку својот устав. Значи, моите обврски се кон таа организација која што се ги има своите интереси зацртано во демократски усвоен устав. Јас него го прашувам кој е тој народ, која е таа заедница која што потврдила дека тој работи во интерес на Македонската православна црква или во интерес на Македонската заедница. Да, во Австралија во една прилика го прашаа како може да си дозволи како владика да се појавува на суд, на Врховен суд на Австралија, да седи со 5 попови и 5 обезбедувачи до него, а од другата страна да има 300 верници кои што се против него. Неговата изјава беше: за мене се поважни 5 вистински верници отколку 2 милиони македонци. Значи, што значи тоа? Кои се вистинските верници? Оние кои што работат за неговите лични интереси? Добро. Знаеш што ме интересира сега, еден коментар на она што беше негова реакција на твојата пресконференција на 15-ти, кога објави дека Синодот ќе формира своја епархија во Австралија. Ми се чини на телевизија Алфа беше негова тонска изјава во која што тој рече дека црковни општини не можат, дека Синодот не може да формира таква црковна општина и дека никогаш Синодот не дал согласност да се пристапи кон формирање на посебна епархија православна во Австралија, за која што ние зборуваме овде. И според него, такви црковни општини не можат да бидат тоа се додека не влезат под јурисдикција на Македонската православна црква, односно не се
не ги прифатат каноните на Македонската православна црква. Твој коментар за ова? Тоа е негова стандардна измамничка демагогија за луѓе кои што не ги познаваат правилата на Македонската православна црква. Прво ќе кажам дека сите наши црковни општини се основани со благослов од владиката кој што бил надлежен во периодот кога се основани и со благослов од синодот. Сите храмови кои што се собственост на овие црковни општини кои што се регистрирани како посебни правни лица во Австралија се основани со благослов од владиците архиереите кои што во тоа време биле надлежни за Австралија и со благослов од синодот. Тоа е прво. Второ, никаде во уставот на Македонската православна црква не му се дозволува него да го прави ова што тој го прави во Австралија, да има црковни имоти на свое лично име или на лично име на негови попови или приврзаници. Ако некој работи надвор од юрисдикцијата на Македонската православна црква, ако веќе зборуваме за правна юрисдикција, тоа е тој. Тој можеби седи во синодот со другите владици, но на дело начинот на кој што функционира неговата епархија, таа е надвор од правните рамки кои што се дефинирани со уставот на Македонската православна црква. Од правен аспект тој действува во раскол. Тој во неговата вчерашна изјава кажа дека црковните општини за да оформат епархија во Австралија треба да бидат регистрирани со правилници кои што се одобрени од синодот и со кои што ја признаваат юрисдикцијата. Па јас го прашувам него со кои правилници се регистрирани оние општини на кои што тој е директен собственик на имотите. Има 8 такви храмови во Австралија. Ниту еден од тие храмови не е воопшто собственост на регистрирана Македонска православна црковна општина во Австралија. Никаква, ниту со правилник одобрен од синодот или со правилник неодобрен од синодот. Воопшто не се регистрирани. Дали си воопшто оптимист дека ќе успеете со таа борба? Понатаму даде изјава дека за да се оформи епархија требало да втора епархија за да се оформи, требало на архиепископски црковно народен собор да се донесе таква одлука. Па тој од 94 година води судски спорови од 96 година води судски спорови во Австралија врз основа на статут епархиски кој никогаш не е ни ставен на дневен ред пред архиепископски црковно народен собор. Во службениот весник на МПЦ пишува дека неговиот статут е одобрен на архиепископски црковно народен собор во президијален состав, односно архиепископски управен одбор. Како може тоа да важи за неговата епархија, а не може да важи и за новата епархија? Тоа сакам да те прашам, дали се чувствувате депримирани во овој судир, така да кажам условно, бидејќи тој настапува од позиција на член на синодот и надлежен архиерей, а вие сте, да кажам, невладина организација, здружение на граѓани и така натаму. Дали се чувствувате депримирани во однос на неравноправната положба? Не, тоа што тој смета дека неговиот чин му дава повеќе права од правата на членовите на црковните општини, тоа е негов проблем. Тоа е негов проблем во неговата глава. Неговиот чин за нас не значи ништо ако тој не е достоен на чинот, а без разлика каков чин има, Австралија е правна држава, каде што законите според кои што сме регистрирани е над се, над неговата лична волја, а ние сме луѓе кои што нема да му дозволиме да не принуди со уцени и со закани да се откажеме од таквите права, самите доброволно да се повлечеме, доброволно под наводници, затоа што не може да биде доброволно ако е под уцена или закан. Дозволи два детали. Проблемот е што изгледа дека во синодот малку повеќе му успеваат тие негови закани и уцени и јас би сакал да видам синодот еднаш да се охрабри и да не му дозволи и понатаму да ја наметнува својата волја преку уцени и закани, затоа што ја срами целата Македонска православна црква. И многу други го повикуваат синодот да малку поотворено ги расчисти овие проблеми што му тежат, ама некако тешко оди. Сакам два детаља да ставиме сега на дневен ред. Во едно неодамнешно интервју за порталот 24, прес 24, владиката Петар изјави, ќе цитирам, подобро е човек да се впрегне во јарем со вол и да ора, отколку да се договара и расправа со неразбрани луѓе. Дали вие во Македонската православна заедница сте неразбрани луѓе? Мислам, што да кажам, самиот негов коментар зборува за тоа колку тој е разбран.
тоа што ние за отприлика година дена со владиката Тимотеј успеавме да усогласиме ставови во врска со начинот на кој што треба да биде правно поставена епархијата во Австралија. А во тој период не само што требаше да се согласуваме за тие правила, туку требаше и да се соочуваме со постојани обструкции кои што Петар ги прави, со тоа што ја нарушува довербата кон МПЦ на верниците кои што треба да ги убедиме да влезат во епархијата. Значи, ако ние успеавме за една година со владиката Тимотеј да ги усогласиме ставовите по тоа прашање, а тој по 16 години на мултимилионски судски спорови, на анатеми, расчинувања, екскомуникации на десетици илјади верници наеднаш, прогласување на храмови кои што со децении функционираат во Австралија за обесчестени, преку употреба на насилнички банди да ги напаѓаат црквите, да ги напаѓаат верниците, преку ширење омраза, клевети, лаги, не успеа да постигне ништо, до ден денес не успеал да регистрира епархија. Мислам дека тоа само по себе зборува, кој е разбран, а кој не е разбран. Инаку моите сознанија овдека според разговорите со луѓе во Македонската православна црква е дека тој е човек кој што не може да соработува со никого, освен ако не се свештеници кои што се под негова директна деспотска контрола. И го трпат токму заради тоа што не може да се расправаат со него. Сега вториот детал, ако дозволиш. Деновиве во нашава телевизија беа двајца наши македонски селеници од Австралија на гости и кога им спомнав дека ќе ја правиме оваа емисија, ми кажа една ваква случка. Во црква во Сиднеј ми се чини, во неделна миса или литургија, дошле една повозрасна жена со една помлада дама и имале со себе мало детенце, веројатно свекрва и сна или мајка и ќерка па со внучето. Кога пришле до попот, попот ги прашал дали детето е крстено во нивната црква. Тие рекле не, туку во соседната. Попот рекол, ова е ѓавол, надвор, бегајте од овде, не сакам да го видам. Постарата жена толку се вознемирила што дури го нападнала попот и избила физичка пресметка. Дали е тоа рецидив од делувањето на Петар таму? Тука станува збор за попот Митко Митрев, оној кој што заедно со владиката Петар е тужител против црковната општина Света Петка. Да. Тука станува збор за тој попот кој што преку суд владиката Петар успеа да го наметне да се врати во Света Петка, а откако се врати, значајно се паднати приходите на храмот и посетеноста е падната. Тоа се негови стандардни методи за угнетување на заедницата. Демек, секој што не е апсолутно покорен или послушен на Петар и на тој поп, е неверник, екскомунициран. Во овој случај станува збор за верници кои што оделе на служби во храмот Свети Кирил и Методи, соборниот храм во Сиднеј, со кој што раководи Македонската православна заедница за Австралија. Оделе во тој храм, кога во Света Петка воопшто немало свештеник, а немало свештеник, затоа што првин Митко Митрев е протеран од работа затоа што ги зимал парите од црквата за да ги испраќа до владиката Петар по наредба на Петар, а без согласност од црковниот одбор и спротивно на уставот на црковната општина. Значи првин тој е протеран од таму заради тоа и после кога е останат храмот без свештеник, доаѓа друг свештеник кој што црковната општина го ангажира, тогаш валиден свештеник на МПЦ, и Петар го расчинува за тоа што се дрзнал да дојде да служи во Света Петка спротивно на неговите налози дека за да служи свештеник во Света Петка треба сите пари да ги собира и да му ги испраќа него во епархијата. И сега, оние верници кои што оделе кај тој непослушен свештеник, кој што подоцна од Света Петка се префрли во Свети Кирил и Методи во Розбери, Петар ги прогласува за само екскомуницирани. И тука за девојчето за кое што станува збор, тоа девојче е крстено во Свети Кирил и Методи во Розбери, храм кој што сега е под надлежност на владиката Тимотеј, и неговата изјава било дека ова дете не може да, не знам дали требало кума да биде или така нешто, не може да биде во овој храм затоа што ѓаволот е влезен во него. Мислам, тоа зборува за какви бизарни методи станува збор. Приземни објаснувања. Ја не мислам дека тоа може да помине
ниту во Македонија, не е во прашање само за демократската свест на македонците во Австралија. Не мислам дека такво нешто би можело да му помине тука, барем не во некоја друга епархија освен во неговата. Аврамовски, измина скоро 40 и нешто минути од овој разговор, да привршуваме полека со неколку, да кажам, есенцијални прашања. Имено ова што досега го разговаравме е илустрација за состојбите во македонскиот дух, во македонскиот национален корпус. Ако овие, онака како што ја почнав емисијата, дека црквата го дели народот, го дели на две стада, така да кажам. Ако политичарите и верските поглавари така постапуваат со народот да го делат на два дела, дали со тоа го ослабуваат националното ткиво? Па мислам дека тоа се чувствува на ниво на целата наша држава. Мислам, секој може да види каква е партиската поделеност на држава. Мислам, дали тоа се рефлектира соодветно и во диаспората? Па мислам дека сите делби што се случуваат во диаспората имаат извор тука во државава. Изворот се оние моќници, дали политички или црковни, кои што мислат дека можат присилно да ја наметнат својата волја. Луѓе кои што се веројатно дали од комплекси или од ограничена интелигенција не се способни да го водат народот со кредибилитет, поставувајќи му пример како треба да се однесува, да го водат народот со позитивни идеи, со принципиалност, со конструктивни насоки, со диалог, и мислат дека врз основа на своите чинови или врз основа на својата формална моќ во одредени институции може да ја наметнат својата волја. И кога ќе најдат на отпор, не може да се соочат со тоа и после почнуваат да водат инат. Само и подготвени си да уништат се, само да не биде по наше, да речеме, или само да не победи тој кој што им пружа отпор. И мислам дека тоа се случува и тука меѓу македонските партии. Ние гледаме како македонските партии овдека се јадат меѓу себе до степен каде што им прават услуга на големо албанските сепаратистички партии кои што воопшто не ја гледаат Република Македонија како своја држава на долгорочен план, туку својата иднина ја гледаат со етничка поделба на државата. Нашите партии до тој степен одат со инатот кој што го водат меѓу себе, што се подготвени да се наддаваат кој повеќе ќе им отстапи на сепаратистите кои што во суштина водат антимакедонска политика. И мислам дека таа партиска поделба е отидена до степен каде што треба навистина да се прашуваме која е таа национална свест која што постои во Македонија. Што е тоа што не обединува што е тоа што не обединува како македонци и што сме подготвени да го ставиме над сите други потесни интереси и лични или определби. Има ли нешто зашто македонските партии, опозицијата и власта денес седнале да речат ова е повисок национален интерес и за ова ние мораме да постигнеме согласност и да соработуваме, без разлика што ќе продолжиме и понатаму да спориме по прашања од втор или трет ред. Да привршиме емисијава со едно вакво прашање, кое се надоврзува на ова што досега го договоревме. Ако синодот не успее да го спречи на тамошното, според твоја дефиниција, деструктивно делување на владиката Петар, дали постои опасност Македонската православна црква да биде турната во тамошен раскол? Опасноста дефинитивно постои. Мислам дека ако владиката Петар успее сега преку уцени и закани да го спречи процесот кој што го започнавме со владиката Тимотеј за регистрирање на епархија, како што успеа во 2012 да го спречи процесот на негово повлекување, кој што ќе доведеше до помирување целосно на заедницата. Ако успее да го спречи овој процес, мислам дека тоа ќе биде крајното губење на довербата во Светиот архиерејски синод од страна на нашата заедница и мислам дека ако не сите, барем повеќето општини кои што моментално се во нашите редови, ќе единствената своја иднина ќе ја гледаат во форма на самоуправна Македонска православна црква за Австралија. Дали тогаш ќе го прифатите црква за надлежен владика? Па, ако биде хиротонисан како владика, да, се уште не е владика. Оваа емисија
се емитува, односно ќе се гледа во сабота. Ти кога патуваш назад во Австралија? За 2 дена. И како ќе успееш оттаму да ги завршиш овие почнати процеси овде? Па, мојот дел ќе го завршам таму. Мојата обврска сега е да го поставам предложениот нацрт статут, кој што е одобрен од страна, или предложен од страна на владиката Тимотеј, да го ставам на дневен ред на собрание на сите наши општини и да се обидам да постигнеме консенсус околу содржината. Моментално не гледам зошто некој би се спротивставил, но ако има некои несогласувања по одредени прашања, по одредени точки, тоа ќе треба да се надмине. Штом тоа ќе го направиме, мојата работа е завршена. Тогаш работата е во рацете на Синодот и на Архиепископскиот управен одбор да го одобри статутот, за потоа ние да преминеме кон формална регистрација. Дали динамика од како вие ќе го усогласите, дека го прифаќате тој нацрт, после колку време Синодот ќе го стави тоа на дневен ред? Тоа не го знаеме. Мислам дека Синодот заседава еднаш месечно. Се уште не сум сигурен на кој ден ќе го одржиме нашето собрание, за тоа ќе одлучиме кога ќе се вратам во Австралија. Откако ние ќе го усвоиме нацртот, тогаш предпоставам дека на наредната синодска седница владиката Тимотеј ќе предложи и Синодот да го одобри. Дали ќе дојдеш сам тогаш на седница на Синодот или ќе пратите пак делегација? Јас не учествувам на седница на Синодот. Мислам дека не се случило некојаш мирско лице да учествува на синодска седница. Не мислев да учествува, туку да биде присутно додека Синодот заседава и донесува одлука. Па за сега не гледам таква потреба, но ако надлежниот архиерей, ако господин Тимотеј укаже дека има таква потреба, тогаш ќе некој од нас, ако не јас, некој наш представник ќе биде присутен во Македонија. Јас би препорачал малку побројна делегација да дојдете за да прикажете дека сте конструктивен соговорник таму. Па мислам дека Синодот многу добро знае дека ние сме конструктивен соговорник и мислам дека не е повеќе воопшто во прашање дали ние сме конструктивен соговорник, туку во прашање до која екстремно сте подготвен да оди владиката Петар за да ги наруши процесите кои што сме ги започнале и колку Синодот има храброст да не му дозволи да не дозволи да потклекне пред таквите екстремни постапки кои што се вообичаени за Петар. Игор, после овие твои зборови мислам дека е доволно да ставиме точка на оваа емисија. Почитувани гледачи, ова беше врелиот Костен, црквата ги дели верниците. Наш гостин беше и ваш гостин беше Игор Аврамовски Александров, председател на Македонската православна заедница за Австралија. Игор, ти благодарам на ова учество и ти посакувам пријатно враќање дома, да си го видиш семејството, ќерките и да се видиме во малку пооптимистичка атмосфера. Ви благодарам за заинтересираноста што покажувате за проблемите со кои што се занимаваме веќе 17 години во Австралија, за честитките и ви пожелувам и вас успех во емисијата. Благодарам. Почитувани гледачи, останете со нашата програма и довидување до следната прилика.